Добар ден, почитувани представници на печатените и електронски медиуми. Добро дојдовте на денешната пресконференција, на која би сакал да споделам информации кои верувам дека ќе го привлечат вашето внимание. Најнапред би сакал да ве известам за најновите активности со изготвувањето на стратегијата Велес паметен град од 2019 до 2030 година. Заврши првата фаза на еден од најамбициозните стратешки проекти за Велес, Велес паметен град, стратегија за развој од 2019 до 2030 година. Визијата за паметен град Велес е тесно поврзана со можностите за користење на информатичко-комуникацијските и на другите технологии и иновации во корист на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и паметно управување со ресурсите на градот. Стратегијата опфаќа 5 стратешки подрачја. Стратешко подрачје број 1 – паметно управување со енергијата, односно ресурсите, и заштита на животната средина, кој вклучува паметно јавно осветлување, паметно управување со отпадот, поттикнување на употреба на паметни технологии, мерење со инсталирање на паметни мерачи за континуирано следење на потрошувачката на електрична енергија, газ, топлина, вода, но исто така и следење на водоводната мрежа и системот за одведување на отпадните, односно атмосферските води. Стратешкото подрачје број 2 е генерирање одржлива урбана мобилност, заснована на користење на технологиите, иновациите, човечкиот капитал, економските придобивки за градот и податоците и информациите кои се однесуваат на репроценка и подобрување на самиот план за одржлива урбана мобилност на Велес. Јакнење на јавниот градски превоз со воведување на електрични возила и возила кои користат чисти погонски горива, како што е гасот и слично, паметни паркинзи, регулација и контрола на мобилност за пешаци и велосипедисти. Оваа област детално е опфатена и со планот за одржлива урбана мобилност, на чија изработка работи словенечката компанија Апија и која исто така ќе биде предмет на усвојување на Советот на општина Велес за неколку месеци. Третата стратешка област е развојот на дигитална инфраструктура, што вклучува широкопојасни комуникацијски мрежи и долгорочно обезбедена и достапна дигитална инфраструктура, која представува основа за сите напредни паметни услуги за сегашните и идните потреби на градот. Четвртата стратешка област е паметно и транспарентно управување, кое вклучува систем за управување со дигитални јавни услуги. Петата стратешка област е паметно живеење и социјални услуги, што подразбира широко подрачје во чиј домен влегуваат паметните концепти и решенија од областа на образованието, предприемништвото, иновациите, креативните индустрии, културата, пристапот до фондови, како и широк спектар на социјални услуги со фокус на ранливите групи наши сограѓани. Акциониот план на стратегијата вклучува голем број активности и проекти чија цел е преку користењето на информатичко-комуникацијската технологија и енергетската ефикасност да се подобри животот на велешани во сите области во надлежност на локалната самоуправа. Нацрт верзијата на стратегијата ќе биде разгледана на предстојната 31 седница на Советот на општина Велес, што ќе се одржи во четврток на 28 март. Веднаш потоа документот ќе биде ставен на увид на јавноста за евентуални предлози и забелешки. Сакам да кажам дека е вложен огромен напор покрај на вработените од општинската администрација и на стручни лица, особено на експертите од Македонски телекомуникации, кои бесплатно ни помогна да го изготвиме овој документ. Документот има повеќе од 100 страници, а акциониот план има повеќе од 60 страници. Значи се работи за многу важни, обемни, темелни стратешки документи кои треба да бидат
база за идниот современ развој на Велес и јас се гордеам со тоа што Велес е прва општина која на ваков начин им приоѓа на стратешките области за идниот развој на градот, односно на градовите во Македонија.